Вилма Русковска, Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска се добија кривична пријава од првиот човек на Управата за финансиска полиција, злоупотреба на службената положба и овластување и фалсификување службена исправа се делата за кои директорот Муареми ги пријави трите обвинителки од организиран. Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје, во која се опфатени сите обвинители за кои што сметаме дека постојат основи на сомнение за сторени кривични дела. Со оглед на тоа што постапката за сите пријавени лица од овој момент е тајна, почитувајќи презумпцијата на невиност на пријавените, тоа е се што во овој момент можеме да споделиме со јавноста, согласно законот за кривична постапка. Директорот на финансова уште минатата недела најави дека ќе ги пријави Русковска и нејзините колеги, бидејќи како што тврди претресот на ОЈО-ГОК бил направен незаконски со низа нерегуларности. Обвинителството на Русковска во барањето за претрес до Скопскиот кривичен суд навеле дека имаат основано сомнение дека Муареми примал награда и противзаконито влиел, за што имаат и докази, кои пак според директорот на финансова не постојат. Нашата постапка пред надлежните институции ќе продолжи преку сите законски права и можности. Не смее Вилма Русковска да ги руши државните институции, да создава јавен впечаток дека финансиска полиција е корумпирана и не работи според закон, а истовремено да смета дека никој не смее да ја контролира и оценува нејзината работа. Судирот помеѓу невисоките истражни органи во Македонија трае 20 на дена. Започна кога истражителите од организиран ги тресеа канцелариите во управата по кривична пријава од група граѓани за злоупотреби, притисоци, малтретирање и насилство. Директорот и возврати со 3 представки, а Русковска побара меѓународна помош за, како што рече, притисоците кои ги трпи од власта за отварањето предмети за високи функционери, меѓу кои Муареми. Тој ја повика пак да објави се што има од докази дека сторил криминал.